Благодарам, колега Джафери. Почитувани, денес по кој знае кој пат на дневен ред е назначување на министри, односно заменици министри во владата на Република Македонија, доставен од премиерот Зоран Заев, или мини реконструкција на владата. Но што всушност добивме, или поточно што добија граѓаните на Република Македонија? Замајување и едно огромно разочарување. Огромно разочарување и кај оние малку кои што се понадева дека целта на ова, како и на сите претходни реконструкции, за кои премиерот со месеци зборуваше дека ќе се случат, заради тоа како што самиот знаеше да каже, дека ги увиделе потребите и проблемите на граѓаните, дека гласот на народот стигнал до нив. Значи разочарување за сите што мислеа и се понадеваа дека целта на реконструкциите е за подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Ако досега некој и имаше резерва, сега веќе таа сигурно не постои. Оваа влада ниту го слушнала гласот на народот, ниту до нив стигнала пораката на народот. Ниту пак имаат намера да работат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Секојдневно сме сведоци на порази, разочарувања, недостоинствени прифанати предлози, понижување и обезличување на македонскиот народ, а од друга страна, со оваа влада нема ниту еден крупен капитален проект, нема капитални инвестиции. И нема многу да зборувам за економијата, која со оваа влада доживува фијаско, затоа што колегите претходно во изминатите 2 дена кажаа доволно. Нема да зборувам за капиталните трошоци кои изнесуваат очајни 24,5%, ниту за состојбата во градежништвото, за задолжувањата кои вртоглаво растат, ниту за тоа дека после економски катастрофалната 2018 година, 2019 беше најавувана како економски бум, економска година. Но ништо и од тоа. Со оваа влада нема реформи во здравството, уништено земјоделие во секој поглед, нема реформи во образованието, за кој впрочем оставката на заменик министер за образование Петар Атанасов и неговото образложение се доволно објаснување. И уште многу други погумни политики во секој сектор на државата. Додека вие, господине Заев, ја замајувате македонската јавност, младите ви заминаа од државата. И не само младите. Секој работоспособен македонец, без разлика на годините и на неговата национална припадност, бара начин како да се замине од Македонија. Премиерот кажа дека е зголемена вработеноста и побарувачката на работната сила. Да, премиере, расте побарувачката, но не затоа што отворивте нови работни места, туку затоа што иселувањето од Македонија е како никогаш досега. Како што реков, секој работоспособен македонец бара начин, но и наоѓа како да замине од Македонија во еден правец. Уште на последната реконструкција на влада бевме сведоци дека оваа влада нема капацитет, нема луѓе кои може да ги постави во вистинско време на вистинско место. А може би и со право. Не можеме да им замереме на професионалните, на стручните кадри, па макар били и партиски војници, кој сега би сакал да се качи во бродот кој тоне. Денес имаме предлози за нови заменици министри, и тоа за образование, економија и политички систем. Како што видовме и слушнавме од премиерот, сите имаат одлични биографии, но за искуството во областа во која ќе работат и не слушнавме баш многу, со исклучок на некои. Ниту во едно интервју или изјава на идните министри не слушнавме за тоа кои мерки или стратегии планираат да ги превземат за да ги подобрат состојбите во државата, односно во ресорните министерства, во секторите кои ги превземаат. Слушајќи го премиерот како зборува за економијата која блеска, за економијата која се движи во вистинска насока, за успешноста со која ја води државата, уште еднаш само се покажува и докажува дека немате ниту
трошка срам и одговорност пред граѓаните на Република Македонија. Затоа што, ако имавте, немаше денеска да излезете и да го кажете тоа што го кажавте. После се што ни се случуваше, а и се уште ни се случува покрај оваа ракетарска влада. Оваа влада ја тресе најголемиот коруптивен скандал, кој не само што Македонија некогаш го видела или ќе го види. Скандал каков што нема во поширокиот регион. Во секоја правна и демократска држава во светот, после ваков скандал, владата си поднесува оставка. Само кај нас поднесува предлог за реконструкција на владата. Господине премиере, јад и чемер владее во Македонија. Сигурно немате дојдено во тиквешијата. Ниту пак бројните ваши советници ви известиле што се случува кај нас. Затоа јас сега ќе ви кажам колку блеска маката на земјоделецот. Завчера започна бербата на винската сорта Вранец со недефинирана цена на килограм. Или да ви преведам, лозарите го бераат грозието, затоа што тоа не може да чека. Го предаваат на откупувачите и не знаат за која цена. Според првичните информации, а имајќи во предвид која беше цената на шардонето и на ризлингот, односно од 19 лани оваа година на 16 и од 19 на 13, цената е понижувачка и пониска од ланската. Денес веќе некои винари излегоа и со првичните цени. Тиквеш 11 денари за Вранецот, за 20,78 малигани, а винарска визба Гевгелија 12 денари за 20,7 малигани и 10 денари за Смедеревката за 17 малигани. Знаете ли, премиера, што значи тоа? 20,7 малигани е реално невозможно. Тоа е реално невозможно, недостижно. Тоа значи Вранецот ќе се откупува за 10 денари и помалку. Додека Смедеревката, технолошката зрелост е на 16 малигани. Винариите барат 17. Ова е класичен грабеж и девалвирање и понижување на земјоделецот. Земјоделците, премиера, се честни луѓе. Тие не бараат милостина, бараат само да им се исплати трудот и тоа што го ветувавте. А ветувавте многу. Може би вие заборавивте, но тие добро се сеќаваат на 2016, кога точно пред 3 години државте пресови пред винарските визби, кога вие, премиере, ветувавте интервентен фонд, повисоки цени на грозието, кога ветувавте живот за земјоделците. Тогаш баравте од таа влада да ја разреши ситуацијата, да направи интервентен откуп на грозието, кое немало да биде откупено. Дали оваа година ќе направите интервентен откуп, бидејќи и оваа година од 20 до 30 милиони килограми грозие постои реална опасност да не биде откупено? Дали оваа година дојдовте во тиквешијата пред некоја винарска визба или откупен центар, да ги прашате земјоделците како живеат, дали имаат пари за берачи на грозие, за препарати, за водоснабдување, а вода немаат, затоа што не поливаат. Само да им ги погледнете нивните измачени лица и се ќе ви биде јасно. Да ги прашате сега како им е сега кога го дават својот род далеку под производствената цена. Затоа што бербата е започната, не може да чека до петок. Да им кажете зошто од лани ветениот денар за килограм се уште не е исплатен. Сега рековте за гроздоберот. Касно е гроздоберот. Беше ветен лани, не сега. Ова ли е, премиере, вашиот план за живот? Ова повеќе личи на план за систематско уништување на земјоделието во Македонија. Доста е понижување на земјоделецот, време е за крај на овој хаос, политичката агонија во која моментално се наоѓаме мора да заврши, што е можно побрзо, распишете избори и оставете народот да одлучи. Ви благодарам.